Свет на бројки и шифри е секојдневна работа на Ина. Таа е професорка по математика и компјутерски науки во училиште во регионот на Киев. Но тоа не е нејзина единствена работа. На секој 3 дена Ина волонтира во локална воена единица. Ја облекува униформата во автомобил. Ина побара да не го користиме незиното презиме. Ну так мені, бо додому заїжджати часу мало. Едноставно нема време да се оди дома. Ина се приклучила на волонтерската единица кога започнале училишните летни одмори. Таа волонтирала како цивил кога Русија ја нападна Украина, но секогаш чувствувала дека може повеќе. Кажуть, дівчат набирають, жінок набирають. Видов оглас дека се потребни жени волонтери. Се двоумев за возраста. Имам 51 година, но решив да се обидам. Имам 3 деца и сакам да ги заштитам. Полковникот Андри Верлати добил идеја да основа женска волонтерска единица. До 1 квітня цього року До 1 април мојата единица главно се состоеше од мажи, но тогаш беше издадена наредба за зголемување на мерките за мобилизација и моите војници доброволно се приклучија на различни дивизии на вооружените сили. Полковник Верлати објаснува дека во волонтерската формација може да се приклучат само оние кои не можат да служат во редовна служба, демобилизирана и пензионирана војска, оние кои не ја исполнуваат возраста за регрутирање и жени. на 1 вересня було 93 жени. На 1 септември од 120 колку што е вкупниот број волонтери, 94 биле жени. Жените прават се за да бидат најдобри. Тие се поодговорни и имаат силна мотивација. Жените патролираат низ градот со полиција и работат како стражари. Сите тие тренираат да работат и во мобилните единици за противвоздушна одбрана. Готуємось, дивимось по Сега вежбаме, командантот го надгледува рускиот дрон на таблет. Одиме до точката, ги обележуваме координатите на дронови, инсталираме митралези и ја исполнуваме целта. Сите жени се од делот на регионот Киев, кој беше окупиран на почетокот на војната. Во цивилниот живот Алина е предприемачка. Незината колешка Лило е бариста. Я була в Бев во Буча од почетокот на окупацијата до 11 март. Моите пријатели загинаа за време на окупацијата. Ина се сеќава дека го напуштила градот со своите деца и вели дека не сака повторно да се чувствува безпомошно. Не допустити. Веќе можам да држам оружје, дури и со една рака. Не смееме повторно да ги пуштиме русите во регионот на Киев. Не сакам да користам оружје, но морам да бидам подготвена. Ина продолжува да ги комбинира и воената работа и наставата. На училиштето исто така му недостасуваат наставници. Незиното семејство првично било шокирано од незината одлука. Сега вели дека е гордо и со нетрпение чека да се врати дома по дневните смени.